Почитувани, ВМРО-ДПМН во овие празнични денови нема намера да се занимава со улогата на СДСМ и Бранко Црвенковски во изминатите 20 години. Тоа ќе го оставиме за друго време, иако свесни сме дека граѓаните доволно добро паметат кој што правеше и какви дела остави во овие изминати 20 години. ВМРО-ДПМН нема ниту да си дозволува да влегува во партиски препукувања и пресметки, токму во моменти кога суштински е потребно да покажеме единство и сплотеност. За нас најважно е да повикаме повторно на обединување. Не можеме ниту да разбереме, ниту да прифатиме дека опозицијата, само заради тоа што е опозиција во моментите на прославување на овој јубилеј, не прифаќа да биде присутна на прославувањето на истиот празник. Тоа не е добро. Тоа е порака за поделби. Тоа е на штета на граѓаните и на штета на Македонија. Се надеваме дека Социјалдемократскиот сојуз и господинот Црвенковски ќе смогнат сили да го надминат својот концепт на негација и монополизација и ќе се приклучат на прославата која не е ниту на ВМРО, која не може да биде ниту на СДСМ. Почитувани, заедништвото не се гради со присвојување на сите заслуги, бидејќи пред се и над се, постоењето на Македонија е заслуга на македонскиот народ и нејзините граѓани. Заедништвото не се гради со искривени перцепции, зашто граѓаните паметат како се раѓаше оваа држава. Заедништвото не се гради со испраќање на пораки, на раздор и неединство, бидејќи сега ни е потребно токму спротивното. Почитувани, местото на поранешниот претседател Киро Глигоров, како и на сите останати значајни државни функционери, без разлика на нивната верска, етничка или партиска припадност, ќе е со особена почест на оваа прослава. Неговото споменување од страна на Црвенковски е лош и несериозен обид за собствено перење и оправдување. Таков несериозен потек е и обидот да се наруши впечатокот за третманот на народно-ослободителната борба од страна на државата, бидејќи и во Музеот на револуционерната борба има значаен дел посветен на народно-ослободителната борба, а и значаен дел на спомениците од проектот Скопје 2014 се посветени токму на овој период. Такви се оној веќе изграден на Методи Андонов Ченто, првиот претседател на Македонија, и оној посветен на пресидиумот на АСНО, како и многу други. Затоа тезите на Црвенковски, кои денес беа изнесени, се целосно неточни и се со крајно дневно политичка применливост. Тој се обидува да го оправда своето неприсуство на одбележувањето на 20 години независност, внесувајќи нови поделби во македонското ткиво. Социјалдемократскиот сојуз мора да најде сили и да ги надмине сите своји партиски интереси. Овие денови граѓаните од нас очекуваат обединување. Ајде да се угледаме на храброста и патриотизмот на кошаркарите. За ВМРО-ДПМН одлуките за независноста се на граѓаните, а не на ВМРО-ДПМН или на СДСМ. За ВМРО-ДПМН градбите, патиштата, училиштата, музеите, спомениците, спортските слали, прославата за независност се на граѓаните, не на ВМРО-ДПМН, не на СДСМ. Доста е со поделби, ајде да говориме за заедништво и обединување.